сонот за независна македонска држава и вековниот стремеж на македонскиот народ се обистини и стана јаве на 8 септември 1991 година. Тогаш нашите граѓани се одлучија, така рече едногласно, да бидеме самостојна независна држава Македонија. Аманетот на борците, патриотите, граѓаните, кои што голем дел ги дадоа своите животи за оваа држава, се исполни нивниот стремеж да бидеме самостојни, слободни и независни. Тоа, впрочем, сите ние го осетивме на своја кожа и се гордееме со сето тоа. Но еден апел до младите, до новите генерации, да го следат чекорот и патот на постарите генерации, да ја чуваат, сакаат и одржуваат и развиваат нашата татковина. Тоа ќе допринесе за понатамошниот тек на нашата држава во едни демократски односи, каде што ќе имаме правна држава, да одиме се понапред и понапред. Тоа имено, впрочем, го покажавме сега, пред неколку месеци, кога станавме членки на НАТО, каде што осигуравме безбедноста на нашата држава, а со силни чекори одиме кон правиот пат, кон влезот во Европската Унија. Мислам дека тоа сите ќе го искористиме и ќе застанеме на браникот на нашата држава за развој, просперитет и тоа сигурно ќе го постигнеме. Од името на општина Прилеп и од моје лично име сакам на сите граѓани да им го честитам денот на независноста 8 септември. Нека е среќен, вечен и вековет овој ден. Благодарам. Младите треба да знаат дека ако не беше народно-слободителната борба, иако маршал Тито уште не признаеше како народ, уште во Загреб 39 година, овде немаше да постои независна Македонија. Благодарејќи на правилната политика, уште 43 година во Јајце, македонскиот народ е карактеризиран како посебен народ со своја државност и ние денеска живееме во една независна Република Македонија, призната од многу држави во светот, перспективна, со многу кадрови, стручни, економски и мислам, еве на прагот сме пред влегување во Европска Унија, во НАТО. Тоа се заедници кои што гарантира безбедност на ова наша држава. Благодарам.